Преубав почеток на ова издание на вестите на Ирис телевизија. Почнуваме со роденденската честитка по повод 11 годишното постоење на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Во изминативе неколку дена универзитетот организираше и одржа низа на активности, а денес се одржа и свечена академија на која присуствуваше и министерката за образование Рената Десковска. Министерката за образование Рената Десковска денеска присуствуваше на свечената академија по повод 11 години од постоењето на Универзитетот Гоце Делчев. Таа истакна дека денеска е меѓу студентите и професорите, а посебно ја радува и фактот што Штипскиот универзитет, како најмлада високообразовна институција, е второ рангиран државен универзитет. Што покажува дека некогаш годините на постоење не се толку битни колку што се битни залагањето на професорите, студентите и менаџирањето на универзитетот. Сакам да упатам апел и понатаму да се продолжи со градењето на квалитетот во образованието, бидејќи тоа е практично вистинската инвестиција за развојот на секоја држава. Министерката за образование смета дека новиот закон за високо образование, кој веќе е влезен во собраниска процедура, ќе биде и соодветна законска рамка која ќе овозможи автономија на универзитетите, слобода во академското изразување и влијание на универзитетите во градењето на политиките. Новиот закон за високо образование е практично еден од најдобрите примери на инклузивна политика, односно градење на решенија заедно во диалог со универзитетите, со оние кои што треба да го применуваат и на кои што практично се однесува овој закон. Прашана кога ќе се гради студентскиот дом во Штип, Десковска со одговор дека овој проект е ставен во програмата на владата, но не за оваа година, бидејќи има почнато други проекти кои бараат, како што рече, итна буџетска интервенција. Станува збор за реконструкција на училишта, кои се во лоша состојба и студентски домови, чија реконструкција е започната. Секако е ставено програмата, не можам да ви кажам точната дата на отпочнување на градба, но свесни сме дека тоа е еден од приоритетите кои што постојат. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев вели дека во изминатите 11 години макотрапно сите работеле за да се изгради една ваква установа. Смета дека како универзитет нудат и квалитетно образование на студентите. Прашан колку новиот закон за високо образование ќе придонесе за развојот на Штипскиот универзитет, Бој вели дека се надева дека голем дел од проблемите со него ќе се надминат. Во поглед на автономијата на универзитетот, во поглед на финансирањето на него, во поглед на кадровска автономија, во она што значи подмладок на универзитетот и за екневени институционални капацитети. Во изминатите денови Штипскиот универзитет Гоце Делчев со низа на настани го одбележа својот патронен празник. Министерот без ресора Аксел Ахмедовски истражува можна злоупотреба на пари што требало, но никогаш не стигнале до 80-тината ромски семејства. Парите биле наменети за подобрување на нивните животни услови. За сега не се открива сумата за која станува збор, а дека не добиле никаква помош потврдуваат и ромите кои веќе 5-та година привремено живеат во старото мирно одделение. Министерството без ресор води истрага за можна злоупотреба на финансиски средства кои биле наменети за ромите кои повеќе од 5 години живеат во двата стари објекти во старото нервно одделение. Министерот вчера потврди дека биле обезбедени средства за санирање на објектите, но парите никогаш не стигнале до нив. Се правени некои напори за обезбедување на односно за санирањето на нивните услови за живење, меѓутоа познато ми и тоа дека одредени средства биле пуштени, но меѓутоа проектот и средствата не се реализирани. Колку пари се пуштени? Тоа не можам сега во моментот да ви го кажам, затоа што во тек се испитување на овие околности. Какви испитувања? Па да видиме дали е навистина направен проект, дали навистина се пуштени средства, кај се пуштени, значи ќе поведеме истрага по однос на овие средства. Во меѓувреме повеќе од 5 години над 80 на роми, од кои најмногу се деца, живеат во субстандардни услови. Нивното привремено сместување овој дел од градот го претвори во депонија, а стана причина за ширење и на заразни болести. Значи не лоши услови живееме, немаме услови никако, ни за купатило, ни бањање, ништо нема. Во една соба сме 6 члена сме во една соба. Децата пораснаат. Да влевате нато условите, да не ги гледате, болест фаќат. Нон-стоп децата ни се по лекување. Аби и шуга и се пријавува.
се по нешто. Тука земи малку вамо на страна, иди инекции, минекции, сви и свашта. А децата као деца си чепкат, прават, само викаме по них. Овие два објекти се во владение на Министерството за здравство, а според урбанистичкиот план, овде треба да никне мини студентски град. Од општината велат дека не постои одлука со која тие луѓе се сместени таму, ниту пак документ со кој се потврдува дека им е плаќано вода и струја во изминатите 5 години. Ние немаме никаква одлука или правен документ врз основа на кој тие луѓе се сместени во старото нервно оделение. Имаме едно прифатилиште за бездомни лица во Света Недела, а не ни е јасно врз основа на кои одлуки општината овде ги плаќала сметките за струја и вода. Велат од општина Штип. За решавање на најважното екзистенционално прашање домувањето, нови луѓе им беа ветувани изградба на бараки, но се остана само на зборови. 20-тината ромски семејства беа преселени во старото нервно оделение, откако пред 5 години брегалници им ги поплави нивните куќи во местноста Стара Кланица. Во рамките на проектот Програма за зачувување на природата во Македонија, кој е поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и координиран од Фармахем, денеска во Штип се организираше регионална дебата за воспоставување на заштитени подрачја во сливот на реката Брегалница, на која ще учествуваа различни заинтересирани страни од сите 11 општини од источниот плански регион. Во моментов, површината на постојните заштитени подрачја во сливот на река Брегалница изнесува само 0,3% од севкупната територија. Со програмата за зачувување на природата во Македонија до 2020 година се предвидува овој процент да се зголеми на минимум 3% заштитени подрачја или површини од минимум 13.000 хектари во целиот слив. Градоначалниците од регионот кои учествуваа на дебатата сметаат дека придобивки за целиот регион ќе има доколку се заштити едно подрачје како на пример Осоговието или едно помало подрачје во Малешевијата. Тие ценат дека со ваков период ќе обезбедат услови за подобра и поорганизирана заштита на природата и нејзините ресурси, а воедно истите ќе ги стават во функција на регионалниот економски развој. Источен плански регион како регион нема заштитено подрачје и ова е убава прилика да отвориме широко опфатна дебата, која што верувам дека нема да застане овде, туку оваа дебата верувам дека ќе продолжи и во наредниот период, за да дојдеме до конечните сознанија дали е потребна да се формира еден ваков регион во источниот дел од државата. Јас верувам дека тоа е потребно, бидејќи заштитените подрачја можат само да ни дадат придонес во развојот на источнопланскиот регион. Општина Штип е за да се формира вакво заштитено подрачје и ние до крај ќе обстоиме на ваквите дискусии и дебати и со нашите мислења и сугестии ќе придонесеме за да се оствари оваа идеја. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадури истакна дека го радува тоа што градоначалниците се единствени и што истокот ќе добие заштитени подрачја кои ќе му носат и бенефит. Ќе се тргне на процедура на дефинирање на заштитени подрачја во источниот плански регион. Мене ме радува консензуалниот став на локалната самоуправа, на градоначалниците, бидејќи согласно законите така почнува и процедурата. Нивната желба и она што го ценам амбиција за еден нов пристап на третирање на природата, ние како Министерство имаме обврска да ја спроведеме, ние би биле практично имплементатори на тоа што ќе се одлучи заеднички, согласно законите. Природата навистина околу Брегалничкиот слив има премногу вредност, за која што многу малку се знае, не само кај нас и во светот можеби повеќе се знае, и затоа мора да направиме се да направиме еден баланс помеѓу економскиот развој и да една табу тема која што постои дека заштитените подрачја го кочат економскиот развој, да ги демантираме и да видиме, и тоа гледам градоначалниците се спремни, од заштитените подрачја може да се заработи, може добро да се живее, пред се ова е предност за населението кое што е во тие подрачја. Главен стол на втората фаза од програмата е прогласувањето на заштитени подрачја во источниот плански регион, како анализа на податоците за биолошката разновидност.
препораките кои што излегоа од за заштитени подрачја се од истражувањата кои што се спроведоа во првата фаза на програмата, а оваа денешна дебата ја организираме со цел да ги потенцираме регионалниот и партиципативниот пристап кој што ги промовира програмата за зачувување на природата во Македонија на еден транспарентен начин во спроведување на активностите, но исто така да ја зајакнеме интерсекторската соработка во носењето на одлуки кои што се поврзани со зачувувањето на природата. Во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија предвидено е во следниот период да се изготви потребна законска документација за отпочнување на постапката за прогласување на заштитени подрачја како подготовка на студија за валоризација на идното заштитено подрачје, која покрај природните вредности ги вклучува и социјално-економските аспекти, офаќањето и гаранциите со клучните страни, дефинирање на тело за управување како и план за управување. Програмата за зачувување на природата во Македонија се спроведува во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планување, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Центарот за развој на Источен плански регион и 11 општини од Источниот плански регион, јавното предпријатие Македонски шуми, Македонско еколошко друштво, Шумарскиот факултет во Скопје и Бернскиот универзитет за применети науки, како и со партиципативно учество на сите чинители. Во Националната библиотека Гоце Делчев се одржа промоција на монографијата насловена Светлана Антовска, македонската челична дама од Иван Антовски. Самата монографија е сведоштво за дел од работниот век на Антовска, која се смета за основоположник на современата статистика во Македонија. Денес во Штипската универзитетска библиотека Гоце Делчев беше промовирана монографијата Светлана Антоновска, македонската челична дама. Автор е нејзиниот син Иван Антоновски, кој на повеќе од 500 страници со сведоштва и фотографии представил дел од нејзиниот работен век како значаен општественик, политичар, научник и основоположник на современата статистика во Македонија. По една година истражување и документирање е објавена монографијата за која авторот ќе рече: Секој нов ден беше запознавање на нов податок, доаѓање до нова информација. Не секогаш сите врати на институциите беа отворени, не секогаш можеше да се најде живи сведоци за сите случувања. Меѓутоа, на крајот сепак, кога дојде моментот на објавата, свативме дека сме го изодле вистинскиот пат. Светлана имаше визија, многу преокупации за ликот и делата на македонската челична дама. Нејзиното општествено и политичко ангажирање пред присутните зборуваше промоторот на монографијата Гордана Јовик Стојковска. Се сеќавања на нејзините современици, преку кои може да се види која била Светлана вистински, бидејќи тоа се мислења, тоа се сеќавања, тоа се искази на луѓе кои што живееле со неа, кои што знаеле што работела, не само од Македонија, туку многу пошироко, и би ми било навистина задоволство да се оваа книга види, бидејќи не само што е монографија, не само што е приказна за еден живот низ фотографии, низ текст, низ тие сеќавања, туку и една поука како треба да живее и да се биде човек. Монографијата содржи дел од работниот век на Антоновска, најмногу во статистика во периодот од 80-тите години на минатиот век. Авторот Антоновски во Штип најави изработка на посебен теренски портал на повеќе јазици, зашто, како што вели, монографијата содржи и документи од нејзини соработници, пошироко од регионот и од САД, а кои биле дел од процесите кои ги предводила и учествувала Светлана Антоновска. Трудот на рударите никогаш не бил вреднуван колку што треба, не само во рудниците Золово и Цинк Саса, ами во сите рудници. А се уште не се почнати преговорите со синдикалните организации во рудникот Саса. Раководството бара синдикатите да приложат документи со кои ќе им се потврди репрезентативноста. Раководството на рудникот Золово и Цинк Саса во Македонска каменица очекува во текот на наредните денови локалните синдикални организации на СИЕР и на МЕСО да им достават соодветни документи кои се предвидени во Законот за работни односи, а со што ќе докажат дали се репрезентативни. Максим Прохоров, менаџер за развој инвестиции во рудникот Саса во Македонска каменица, вели дека откако синдикатите ќе си ја завршат работата, тие се спремни да ги почнат преговорите.
со членовите на едниот или на двата синдикати. Би требало да има најмалку 20% од вработените во рудникот кои што би били членови на тој синдикат. Прашан дали барањата на рударите се реални, Прохоров со одговор дека за зголемувањето на платите се реални. Реално гледано, барањата за покачување на плата се реални, меѓутоа за износот и како ќе се одвиват преговори, сега се уште многу рано да се каже нешто, бидејќи преговори уште не се почнати. Пред точно 10 дена рударите, предводени од локалната синдикална организација на месо, го блокираа локалниот пат и протестираа, барајќи повисоки плати и подобри услови за работа. Инаку рудникот Саса во текот на овој месец, како најбезбеден рудник во земјава, одбележа 500 дена без повреден рудар. Владата на Република Македонија одлучи да му ја одземе концесијата за работа на собственикот на рудникот Казандол. Па многу интересно, медиумите кои што не напаѓаја дека ќе го оставиме Казандол, денес ја променија сликата дека сакаме да го затвориме Казандол. Тоа е многу интересно. Не сакам да се политизира случајот. Мислам дека пораките се јасни. Не почитувањето на процедурата е јасна и владата на Комисијата за економски систем во петокот помина одлуката за згаснување на концесијата, за одземање на концесијата. Останува владата да донесе одлуката. Се разбира, ние сметаме и сме длабоко уверени дека процедурите не беа испочитувани, обврските согласно законот не беа донесени, затоа носиме таква одлука. Верувам дека нема да влезат во една варијанта да се политизира целиот случај, туку согласно законите ќе се постапува и понатаму. Од сферата на аграрот е следнава вест. Уште 3 дена преостануваат пред истекот на рокот за пријавување на земјоделските површини под тутун. Производителите треба да го пријават планираното производство и да ги подигнат евидентните листови, за да може да склучат договори за откуп со откупувачите на тутун од новата реколта. До сега бели картони во подрачната единица во Штип подигнале 208 тутунопроизводители. Според информациите од таму, тутунопроизводството и годинава ќе биде во рамките на минатата година, кога договори за откуп склучиле 207 тутунари. Од Сдруженијето на тутунари велат дека подготовките за оваа реколта се во тек. Површините ќе бидат како и минатата година, потврдија од Сдруженијето. Минатата година во Штипско тутунот е посаден на 103 хектари, а се откупија 134 тони тутун по просечна цена од 208 денари за килограм. Нека им е честит денешниот ден на театарските работници, а Центарот за култура Ацо Шопов во Штип само со еден настан ќе го одбележи овогодишниот светски ден на театарот. Но наместо премиера или представа на Штипскиот театар, како што тоа го направија останатите театри во државава, вечерва во Штип 27 март ќе се одбележи со гостување на представата Среќна нова година во изведба на Турскиот театар. Во услови на исклучително загадена духовна средина, кога тривијалноста на примитивен начин агресивно се промовира како културна вредност и кога преку разни реалити шоуа и технички помагала, бесмислено дзиркаме во туѓите уште побесмислени животи, неопходно е како никогаш досега да си поставиме прашање. Ова е извадок од овогодинешната порака на македонскиот актер Сашко Коцев по повод Денот на театарот 27 март. Тој отворено упатува апел до своите колеги, дека театарот не смее да се претвори во политика. Овогодинешната светска порака ја напишаа 5 уметници од Велика Британија, Мексико, Либан, Африка и Индија. Тие укажуваат дека театарот е институција која треба да не потсети дека сме создадени од крв и од месо и единствено театарот има моќта да ги разбуди нашите сетила. За одбележување на 27 март светскиот ден на театарот, Штипскиот центар за култура има предвидено само еден настан. Наместо актерите од Штипскиот театар, вечерва на сцената со представата Среќна нова година ќе настапат актерите од Турскиот театар. Следнава вест е од Кочанската полиција. 3 години работел како терапевт во Кочанската болница, а немал положено стручен испит.
Кочанската полиција поднесе кривична пријава и на тројца членови на комисијата која требало да изврши селекција на кандидатите. Според пријавата, осомничени дека ја злоупотребиле службената положба и овластувањата на штета на јавната здравствена установа Општа болница Кочани. Имено М.Ј. 57 годишна како првопријавена, О.Ц. 45 години и М.Н. 60 годишна во јануари 2015 година во јавната здравствена установа Општа болница Кочани во спроведување постапка за селекција на кандидати за прием на работник дипломиран кинезотерапевт по претходно распишан јавен оглас и покрај тоа што утврдиле дека во приложената документација од кандидатот Б.С. од Кочани недостасувало уверение за положен стручен испит без да го информираат истиот за законските пречки за заснување на работен однос за тоа работно место од 2 февруари до 3 февруари 2015 година му овозможиле да полага тестови по англиски јазик и стручен испит, пошто Б.С. заснувал работен однос на неопределено време во Кочанската болница. Кинезотерапевтот во последниве 3 години, заклучно со февруари оваа година, се стекнал со противправна имотна корист во вкупен износ од 1.197.616 денари. И на крајот следи спорт. Утре, среда, во Штип ќе се одигра реваншниот преворот во рамките од полуфиналето на македонскиот одбојкарски куп помеѓу екипите на УГД Студент и на Весна Провиштип. Надпреворот ќе се одигра во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 19 часот. Раководството на фудбалскиот клуб Китго Пехчево, начело со спонзорот Кирил Гогов, испрати 4 своји тренери на семинар за едукација во комплексот Царско село во Бугарија. Предавачи на семинарот ќе бидат фудбалски експерти од Германија, Англија и Бугарија. Раководството на фудбалски клуб Китго Пехчево начело со спонзорот Кирил Гогов реши на 4 своји тренери да им обезбеди стручна надградба и едукација на семинар со стручни фудбалски експерти. Тренерите Трајче Сене, Ванце Стојанов, Димитар Маđонаров и Никола Кузманов ја сочинуваат тренерската експедиција на фудбалски клуб Китго Пехчево, која го посетува семинарот кој што се одржува во комплексот Царско село во Софија, Република Бугарија. Тие се единствени фудбалски тренери од Македонија кои го посетуваат овој семинар со цел едукација и надградба на тренерското познавање како приоритет за понатамошна успешна работа, а со тоа и постигување на вредни и вредни резултати на екипата на Китго Пехчево. Стручни предавачи на овој семинар во Царско село се еминентни фудбалски експерти од Германија, Англија и Бугарија. Инаку тренерите Трајче Сене, Ванте Стојанов, Димитар Маđонаров и Никола Кузманов со свој професионален однос и стручна работа ја изгради екипата на Китго Пехчево во стабилна, квалитетна и мощна атрактивна екипа која постигнува извонредни резултати во првенството на третата фудбалска лига група Исток. По одиграни 16 гола, тимот на Китго е на првото место на табелата со вкупно 46 освоени бодови, со 20 бодови предност пред второпласираниот тим на табелата Малеш од Берово кој има 26 бодови. Екипата на Китго Пехчево направи вистинска фудбалска револуција во афирмацијата на фудбалската игра на Истокот, за што сведочат се поголемите вложувања во Пехчево и ке скоро сите останати екипи за подобрување на условите како за играчите, така и за навивачите кои фудбалските надпревари ги следат во се поголем број. Толку во вторничното издание на Вестите на Ирис телевизија. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатна вечер.